Јас би сакал денес да продолжиме малку со некои бомбастични најави. Веќе вреговме во апокалиптична епоха, оваа луда година. И не е ништо чудно што сме имале една-две саботи овој месец, кога мнозина, па и денес, се отсутни од црква. Сепак сме имале богослуженија тие саботи. И ден денес, слава на Бога. Бидејќи пролетоска немавме 2,5 месеци, немавме ниту богослуженија. Биле здрави, биле болни. И интересно е што во некои земји, во Европската Унија, веќе почнало одамна нови затворања, нови карантини и така натаму. Еве и во Грција веќе месец дена. Ние сме во таа оаза, каде што тоа есеноска не се случува, па и понатаму имаме служби во црква. Нека биде Божја волја и за следниот месец, да ги имаме, да имаме и света вечера на крајот. Но за тоа понатаму. Сега би сакал да отвориме сите заедно во Откровението, последната книга од Библијата, која што исто така стана заедно со пророштвата на Даниел, стана многу актуелна оваа луда година. Денес дури и новински агенции почнуваат да зборуваат за библиски пророштва, да зборуваат за Антихристот, да зборуваат за Христос, да зборуваат за лажните месии. И не е ништо чудно што во тоа предначи израелската агенција по име Breaking Israel News, така се вика, и од таа агенција ги цитирав порано сите информации за наводните лажни месии или лажниот месија што наводно се појавил во Израел, или односно се уште не се појавил, туку некако во тајност, кој наводно допрва треба да се појави и да ја превземе дури власта после сегашниот премиер Нетањаху. Тоа се многу радикални изјави. Но пред да продолжиме на оваа тема, би сакал да се подсетиме на една голема вистина која што треба да ни биде ориентир во овие последни денови. Бидејќи сега сите зборуваат за библиските пророштва, сите зборуваат за Антихристот, сите зборуваат за жигот на зверот, дури високо позициониран кардинал на Ватикан изминатиот месец се огласи, уште минатиот месец, прво до кардиналот Вигано, така се викаше. Прво со отворено писмо, упатено до американскиот претседател Доналд Трамп, во кој што споменува, и сега ова да го кажува некој обичен дисидент, знак прашање. Меѓутоа, високо позициониран кардинал на Ватикан, кој што бил пред тоа амбасадор или нунци во Соединетите држави, тој да зборува за чипување, тој да зборува за агендата на новиот светски поредок, за корона пандемијата како составен дел од тоа. Тој да зборува и да ги најавува овие апокалиптични настани, значи, кога некој инсайдер тоа го кажува, значи дека тука има нешто. И тој се огласи инаку и со едно второ, со една изјава, поточно, не беше овој пат писмо, каде што одново, овој пат поотворено, сегашниот римски папа го нарече масон, отворено го нарече масон, замислите. Еден кардинал, својот папа, го нарекува масон. Во која година од минатото се случило вакво нешто? Значи, читавме, цитиравме
епископи, односно бискупи, свештеници римокатолички и мнозина верници да го критикуваат сегашниот папа за отпад, неморал, за ерес и така натаму, но сега почна и еден кардинал тоа да го прави, што значи навистина живееме во есхатолошки, апокалиптични времиња. Во Откровение 19 глава сакав да се подсетиме на еден познат настан и многу попознати зборови. Во 10 стих, откако ја примил визијата за свадбата на јагнето и неговата невеста, во 19 глава, Откровение 19 глава, во 10 стих, воодушевен од тој призор што го видел, Јован пишува: и паднав пред нозете негови, се мисли на ангелот, што му ги покажал сите овие нешта. И паднав пред нозете негови да му се поклонам. Но тој ми рече: стој, и јас сум слуга, како и ти и браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. Замислите, ангелот себе се изедначува со Јован и со сите други пророци од овој свет, од оваа земја. И јас сум слуга како и ти. И јас сум министер како и ти. Сите кои што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога. Зошто? Зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. Ете, ова поклони му се на Бога се однесува на Христа. Поклони му се на Христа. Христос е тука одново наречен Бог, бидејќи контекстот е тоа. Духот на пророштвото, односно сведоштвото Исусово. Што представува духот на пророштвото? Сведоштвото Исусово, или обратно, сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. Значи, можно ли е некој да биде пророк, било во минатото, било денес? Може ли некој да биде пророк, да го има духот на пророштвото, а да не верува во Исуса? Не може. Значи, може ли денес некој муслиман да биде пророк, да го има духот на пророштвото? Господ да зборува преку него? Не може. Некој еврејски рабин може да биде пророк, ако не верува во Исуса, да го има духот на пророштвото, и тој исто така не може. Не можат затоа што духот на пророштвото доаѓа од Исуса. И затоа што без да го признаваме Исуса за вистински Месија, не можеме да го имаме духот на пророштвото. Не можеме да пророкуваме. Не можеме да сведочиме како што сведочел духот преку пророците и апостолите. Во прво послание до Коринтијаните, би сакал да се подсетиме на еден друг прекрасен стих. Прво послание до Коринтијаните, 12 глава. Ке го прочитам 3 стих. Од секојаш ми се допегал овој стих. Контекстот на целата 12 глава во прво послание до Коринтијаните е духовните дарови, каде што апостол Павле дури потикнува да се стремиме, значи, во духовните дарови, најмногу што, вели, да се стремиме дури да пророкуваме. Најмногу го истакнува пророчкиот дар.
Третиот стих вели: затоа ви давам на знаење дека никој кој зборува преку Божиот дух не вели проклет да е Исус. И никој не може да каже Исус е Господ, освен како? Преку Светиот Дух. Значи, духот на пророштвото, Светиот Дух, најголемиот, така да се рече, пророчки дар, барем според апостол Павле, според оваа глава, не може да биде одвоен од сведоштвото Исусово, од Исуса Христа, од верата Христова. Во 14 глава, првиот стих вели: стремете се кон љубовта, ревнувајте за духовните дарови, а особено да пророкувате. Видите, Господ сака сите ние во последното време да го имаме овој пророчки дар, да пророкуваме. И тоа ќе ни биде потребно, конечно. Во ова последно време живееме во кое што треба да ги разликуваме духовите, бидејќи што? Многу лажни пророци излегува во светот. Како ќе го правиме тоа? Само преку Светиот Дух. Тука е Словото Божјо, но и за разбирање, за правилно разбирање на Словото Божјо ни треба Светиот Дух. И за разбирање на настаните во светот и разните гласини и толкувања ни треба Светиот Дух. За да го разликуваме вистинитото од лажното. Би сакал да евоцирам малку спомени од минатото. Кога почина папата Јован Павле II, тоа беше на почетокот некаде 2005 година, тој инако беше единствениот папа за кој што ја бев свесен. Да, првиот, да, од Источна Европа, од Полска, и не случајно избран за папа. Во тоа време, уште 79-та, после атентатот на неговиот претходник, кој што не беше на таа позиција повеќе од 33 дена, Јован Павле I, и беше ликвидиран. Ако не се повлечеше доброволно Јозеф Рацингер, односно Бенедикт XVI пред 7 години, веројатно и тој ќе беше ликвидиран, исто како Јован Павле I. Кога светската мафија почнува папи да ликвидира, што остана за таму американски председатели, или за македонски председатели, или за некои по-неважни лица во денешниот свет. Интересно, тогаш кога почина Јован Павле II, кој што се сметаше за голем папа, на кој што му се поклонија и евреите, и протестантите, и го срушил комунизмот, голема, значи, слава му беше давана. Дури на неговиот погреб беа присутни сите живи американски председатели, за да покажат со тоа кој им бил шефот. Тогаш се поставуваше прашање кој ќе биде неговиот наследник. И имаше разни мислења. Се сеќавам, некои многу типува на извесен италијански кардинал. Мислам дека се викаше отец Мартини, ако не се лажам. Некои типуваа на други италијанци. Најчесто папите во историјата биле италијанци, а ваков како Јован Павле II, полјакот, се само исклучок.
Меѓутоа, јас имав ваква прогноза. Или ќе биде црниот папа, сега кој е тој? Црниот папа му е шеф на белиот папа. Значи, на балканските председатели и премиери кој им е шеф? Им е соодветниот американски амбасадор или амбасадорка. На нив кој им е шеф? Председателот на Соединетите американски држави во Белата куќа, да. На нив кој им е шеф? Белиот папа. Значи, на вториот звер, шеф му е првиот звер. А на белиот папа кој му е шеф? Црниот папа. Не одиме понатаму. Тогаш црниот папа 2005 година, и не знам до кога живееше, сега и тој е покоен, беше германецот и имаше таква титула имаат, врховниот генерал на језуитскиот ред. Тој е црниот папа. Значи, врховниот генерал на језуитскиот ред тогаш беше германецот Јирген фон Колвенбах. А сега не знам кој е. Значи, неговиот наследник не знам кој е. Не сум истражил, не ме ни интересирало многу. Но кој да е, врховниот генерал на језуитскиот ред е црниот, така наречениот црн папа. И јас тогаш прогнозирав, или ќе биде црниот папа, или ќе биде Јозеф Рацингер. И барем во тоа погодив, што не беше црниот папа, но за следен папа беше Јозеф Рацингер или Бенедикт XVI. И ако се сеќавате, некои побрзаа да го прогласат за последен папа. Јас не бев меѓу нив. И Господ на еден неочекуван начин се поигра со таквите предвидување на мнозина. И на некој начин докажа со тоа многу лажни пророци, меѓу кои беа и така наречените српски пророци, поранешни адвентисти од Сивац, кои што и тие се се истрчаа да докажат дека се лажни пророци. Имаше еден американски адвентист, за кој што порано ви зборував, кој што го прогласи Бенедикт XVI за последен папа. Испадна и тој лажен пророк. Со други зборови, за да имаме сигурни и вистинити сознанија за иднината, макар и за блиската иднина. Пример, што ќе биде следната година? Што ни треба? Ни треба духот на пророштвото. Без Светиот Дух не можеме да пророкуваме, не можеме да прогнозираме, не можеме да знаеме. Тоа беше моето второ искуство, нешто да успеам да прогнозирам. Не велам дека сум го имал пророчкиот дар или дека сум го имал духот на пророштвото. Првиот пат беше 2001 година, кога Господ ме осведочи дека нема да има воена состојба, уште кога беше за Арачиново окупирано, во мај месец. И ако тогашниот премиер навиваше и бараше воена состојба, јас знаев дека нема да има. Тоа беше едно внатрешно осведочување од Светиот Дух. И потоа пак, кога планирав на крајот од летото да ги посетам Соединетите американски држави, па ја демолира амбасадата американска тука, па јас се откажав во таа идеја, а Светиот Дух ми каже дека ќе одиш, ќе видиш. И бев единствениот македонец од 50, што во Софиската амбасада доби туристичка виза на 13 септември 2001, 2 дена после 11 септември. Тоа беа интересни искуства, но ќе дојде време кога оние што се живи на земјата, јас велам дека само се приближив
до тоа. Не дека сум го имал тоа искуство да пророкувам или да го имам духот на пророштвото. И во тоа време кога имав најсилна вера во 2001 година. Но ќе дојде време кога секој жив верник на оваа земја, кој што нема да го прими живот на зверот, се разбира, кој што ќе остане верен, ќе биде што? Ќе биде како Јован и неговите браќа пророците. Ќе го има духот на пророштвото. Секој што ќе ги држи Божите заповеди, тој ќе го има духот на пророштвото. Така е запишано, нели? Како е опишано статокот од последното време? Оние што го држат Божиот закон, Божите заповеди и го имаат сведоштвото Исусово, кое што е духот на пророштвото. Едното без другото нема да биде. И Светиот Дух ќе се излее во полна мера на сите оние кои што ќе го примат Божиот печат и кои што сега се подготвуваат да го примат Божиот печат. Замислите, секој верник, ако сте живи и верни на Бога тогаш, тоа може да биде многу скоро, со оглед на настаните и веројатно е дека ќе биде многу скоро. Секој еден од вас ќе го има духот на пророштвото. Секој еден од вас ќе биде како Елена Вајд. Секој еден од вас ќе биде како апостолите. Секој еден од вас ќе биде како пророците. Сакате да го имате тоа искуство. За остатокот тоа е запишено. Така и ќе биде. Или ќе бидеме запечатени, или ќе бидеме жигосани, ако сме живи во тоа време. Но ако Господ сака да не повлече од овој свет порано, нека му е фала и слава, ќе бидеме поштедени од часот на искушението, од тоа последно, од таа последна криза во овој свет. Би сакал, се надевам дека ќе имаме уште малку време, да ви споделам една друга фантастична информација, која што доаѓа од истата израелска агенција Breaking Israel News, од каде што ги цитирав предходните информации во врска со лажниот еврејски месија во Ерусалим овие денови. Денес постои еден друг еврејски рабин во Израел, кој што се вика Даниел Асор, неговото име, рабин Даниел Асор, кој што пак од своја страна се представува како толкувач или некој што ги дешифрира предвидувањата на некои кабалистички рабини од 17-тиот и 18-тиот век. Само да споменам некои имиња. Двајца од тие рабини се Моше Давид Вали и вториот исто така Мојсей, Моше Хаим Луцато. И двајцата живееле во Италија. Поинтересен овој последниот, Луцато, кој што живеел во средината на 18-тиот век и е попознат по името Рамхалем. Дали вакви луѓе, кабалисти, рабини, па дури овој современиот Даниел Асор, дали овие луѓе го имаат духот на пророштвото? Не. Овие луѓе не веруваат во Христа. И не ни можат да бидат пророци во библиски смисол на зборот. Ако не се пророци, тогаш што се? Ако некој кажува некои информации кои што дури може да се остварат, да се исполнат, а не е воден и вдахнат од Светиот Дух, тогаш што е? Тогаш е братот за кој што слушавме во вестите, поранешниот бајач. Бајач, гатач
или едноставно лажен пророк, како што Библијата ги нарекува. Меѓутоа, дали лажните пророци, гатачи или бајачи, секогаш прорекуваат лага? Не. Често пати тоа што го зборуваат е лага, но може ли да има вистина во тоа што се разбира дека има? И тоа голема вистина. Имаме пример во Стариот Завет за еден лажен пророк, кој што Господ го употребил за да каже вистина. Кој беше тој, се сеќавате? Тоа нека ви биде домашна задача за идната сабота. Кој беше лажниот пророк во Стариот Завет, кој што Господ го употребил за да прорече вистина во дадена ситуација? Еве врз база на неговите толкување на овие гатања, така да ги наречем, на рабинот Рамхалем од 18 век. Инаку овие двајца рабини живееле во Италија, што значи имале пристап, барем, имале некаква врска и со Ватикан, и може би работите што ги кажале или напишале се нешто што потекнува од ватиканските архиви или од нивните планови за последното време. Што мислите, колку долгорочни се плановите на сатаната и демоните? Колку долгорочни се плановите на тајните служби? Колку долгорочни се плановите на језуитскиот ред, например? Дали е можно да планираат со векови однапред? Оваа корона, знаете кога беше планирана? И да, некои велат 2010 на Рокфелер фондацијата, првите објави. Меѓутоа, некои информации одат уште поназад. Некои информации одат до 1982 година. Имало некоја книга, или 83-та беше, објавена тогаш, која што... Па се споменуваат Симпсонови како некои епизоди на тој цртан филм како гатачи за некои идни настани што веќе се исполниле. Не треба да не чуди овие планови што сега се исполнуваат да бидат планирани многу децении однапред. Не треба да не чуди, а може би и векови. Прва интересна информација сега од рабинот Даниел Асор. Имено, според пророштвата на рабинот Рамхалем, пред крајот на светот ќе настапи или ќе настане една глобална структура која што ќе владее со целиот свет. И оваа глобална структура, значи една единствена светска влада, рабинот Даниел Асор ја нарекува со терминот четврти рај. Инаку овој израз ја првпат го слушнав 2001 година, бидејќи тогаш излезе од печат една книга, веднаш после настаните од 11 септември, излезе една книга под наслов Четвртиот рај и се однесуваше на сите овие заговори околу новиот светски поредок и единствената светска влада. Значи сега е во игра, во поширока употреба овој израз Четврти рај и продолжува Даниел Асор и вели, замислете се што кажува, еден денешен еврејски рабин. Седиштето на ова здружение, на кое здружение? Значи, последното што го спомена беше дека пред крајот на светот ќе настане една глобална структура што ќе владее со целиот свет, значи единствена светска влада, која што тој ја нарече Четврти рај. И сега продолжува и вели, седиштето на ова здружение, значи на Четвртиот рај, е каде?
седиштето на ова здружение е во Ватикан, вели. А начелото начело на тоа здружение, водач на тоа здружение е црниот папа, значи сега ово го кажува еврејскиот рабин, кој што, видите што понатаму кажува, како некој пат стариот египетски фараон, и овој е обкружен со вражачи, и самиот практикува вештерство и му се моли на Луцифер. Кој го прави тоа? Според Даниел Асор, денешниот еврејски рабин, тоа го прави црниот папа. Уште еднаш. Црниот папа како стариот египетски фараон, и тој е обкружен со вражачи, самиот практикува вештерство и му се моли на Луцифер. Значи, тоа го прави шефот на белиот папа. Ако тоа го прави шефот на белиот папа, тогаш белиот папа што прави? Сега станува јасно зашто Рацингер требаше да биде заменет, требаше да биде пензиониран, да поднесе оставка, нешто што не се случило кај римските папи од таму 12-13 век, папа да поднесе оставка. И да биде заменет со сегашниот кловн, кој што и тој отворено нема проблем да му се моли на Луцифер, да ја прогласува содомијата за прифатлива во Римокатоличката црква. И еден куп други скандалозни изјави и пракси, со кои што испособлазнил не само верници, туку добар дел од свештенството и епископатот, па сега дури еден кардинал, значи, на Римокатоличката црква. Ке продолжиме следната сабота да даде Господ. Веќе живееме во време, значи, кога Господ од Римокатоличката црква, дури од свештенството и епископатот на таа црква, веќе си го повикува својот народ, замислете. Се уште не излегуваат надвор тие од католичката црква, меѓутоа Господ веќе припрема свој народ дури од свештенството на католичката црква, кој што ќе го повика да излезе од тоа здружение, од четвртиот рај, и да се соедини со Божиот остаток. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Отче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме и за денешниот саботен ден. Иако во помал број и овој пат, но сепак повеќе од минатите две саботи, можешме во мир и слобода да дојдеме тука и да се нахраниме од Словото Твое. Те молиме, Господи, биди со сите браќа и сестри кои што се уште болни, кои што се во своите домови, кои што не следат и преку интернет, или и оние кои што не можат да не следат, и оние кои што се на пат, и множени кои што се разочарани. Те молиме, Господи, за сите нив, за сите што беа споменати, најмногу за сестра Мимица, те молиме, но и за постарите вернички кои што редовно се молиме за нив, и за брат Стојан. Биди, Господи, со сите нив, води ги, чувај ги во остатокот од овој саботен ден, а за тоа те молиме и ти благодариме во името Христово. Амин.